Борко прв пат го запознав по телефон, бидејќи не живее тука, туку во Швајцарија со целото семејство. Меѓутоа, веројатно има некакви идеи да се врати назад во Македонија и затоа има купено еден стан кој што е голем, убав, јас го видов и почнав да го планирам. Значи нема класично да го видиме Борко како ми го презентира станот, туку јас ќе го направам тоа. Со тоа што веќе влеговме, веќе направивме некои интервенции во него, пред да го видите вие. Празниот стан изгледа еве вака. Значи си има 4 спални соби, една огромна дневна соба и помала кујна во сооднос на големината на дневната соба. Има неколку интервенции што би сакала да ги направам, од проста причина што Борко се занимава со градежништво, со спуштените ваници и така натаму, и тој особено би сакал да има некаков посебен третман околу осветлувањето во дневната соба. Користејќи ги постојните греди, отвори, го направив ова. Значи во делот на задниот дел на седењето на дневната соба ќе направиме еден спуштен таван во кој што ќе можеме да поставиме и LED светилки и вградни светилки. Вториот момент што ќе го искористиме со гредите и ѕидовите кои што ни се постојни е во сегментот кон ТВ комодата, каде што истовремено ќе го спуштиме делот, повторно ќе можеме да поставиме скриено светло и вградни светилки кои што ќе го осветлат ѕидот на ТВ комодата. Делови што ќе ги спуштаме се и дел во детската соба, едната од детските, каде што ни се појавува греда точно на среде на детската соба, што не е баш многу привлечно. И тоа ни прави проблем и со плакарите, бидејќи едниот од нив може да оди само до ниво на греда, а другиот пак можеме да го качиме до горе. За да имаме подобра естетика, ќе го спуштиме таванот над креветот, значи во зоната на едниот плакар, и тука повторно можеме да се играме со вградни светилки. Истото можеме да го направиме и во машката соба. Значи сите овие работи ќе ги видите во предсостојбата на станот, а воедно ќе можете да видите и детално како е разработен како план. Станот има околу 140 квадрати и прекрасна позиција од каде целиот град е на дланка, а од дневната соба може да се види шумовитото водно. Вака голем ориентирана на 3 страни, југ, исток и запад. Има голема дневна соба од околу 50 квадрати, отворена со кујната и голема главна тераса. Кон дневната се влегува низ мал везен кол кој треба поинако да го смислиме поради желбата на Борко тука некаде да биде машината за алишта и оставата, која би било жално да ја нема во вака голем стан. Во контекст на овој ходник е и тоалетот и следи декажман, од кој се влегува во 4 спални соби и една бања. Спалната соба за родителите е најлевата логично бидејќи е поголема, со сопствена бања и тераса. Детските соби се сите останати, кои имаат одлични димензии за детски соби, но секоја од нив по некоја мала стапица која ќе ја разгледаме со проектот. Борко има 3 деца, Ненад, Аријана и Ксенија, и секоја од нив има сопствени желби и идеи за својата соба. Едната е принцеза, другата е со срциња, Ненад пак сака тинеџерска соба бидејќи е веќе голем. Нивната бања е посебна и блиску до собите. Од двете детски соби на девојчињата се излегува на тераса, но Ненад пак има најсветла соба со најубав поглед. И еве како замисливме да изгледа овој стан. Првичните идеи е да биде бело, светло и отвореноста на дневната да биде потенцирана со светли тонови. Значи кога ќе влезете, просторноста да доминира, да се намести со минимум потребни елементи. Ходничниот дел ќе го преработиме така што се осмислува ходничен плакар, а зад него остава во која ќе стои централен бойлер, машина за алишта и дополнителен дел за складирање. Тоалетот веќе е започнат со плочкарење, инсталациите малку ќе ги измениме и ќе ги подготвиме за шолји со скриени казанчиња. И на плочките на Борко, кои тој ги има избрано и донесено, ќе бидат додадени мозаични плочки за доукрасување. Спалната е малку незгодна за распоред заради потребата од голем плакар, кој ако се постави челно или од страната на која сега ни е поставен креветот, го намалува значително просторот за комуникација. Затоа повторно малку ќе ги извртиме нештата и ќе креираме фиокари и голем плакар кои ќе ги задоволат потребите на родителите. Во двете бањи е планирано да има туш кабини. Не сакаат никаде када, па затоа тушевите ќе ги направиме комотни, по должина на целата бања, бидејќи попречниот простор инаку е доста тесен.
Собата на Ненад ја има втората стапица во станот. За да направиме добар распоред во неа, треба да го сместиме креветот точно меѓу ѕидот и столбот. Ова е возможно, но кога ќе се постави креветот, тој тешко ќе се помрднува. Втората детска соба ќе има најголем плакар во станот, па сигурна сум дека Аријана ќе добие еден цел дел само за неа, а другиот ќе биде користен за постелнини и облеки за целото семејство. Третата соба е наједноставна за решавање, иако кај неа при позиционирање на работната маса треба да ја направиме по мерка и накосо, поради димензијата што ја имаме до балконската врата. Значи, на сметка на големата и просторна дневна соба, спалните се малку потешки за работа, но не е невозможни. Се насе, ова ќе биде еден одличен и интересен проект. Неверојатно е што се подот може да направи. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Голема мебел распродажба на експонати и мебел од залиха во салоните на Југо Експорт Стил. Гарнитури од 20 до 50% попуст. Клуб маси, трпезариски маси и столици 20% попуст. Спални, дневни и детски соби од 30 до 50% попуст. Кујни со 60% попуст. Распродажбата на мебел експонати е започната. Испорака веднаш. Количините се ограничени. Југо Експорт Стил. Естетика на кованото железо, изработка на огради за скали, огради, заштитни решетки, мебел, врати и балконски огради од ковано железо. Проектирање, компјутерска обработка, изсветување и монтажа. Унига инженери. Започна бојадисувањето. Ова беше една од главните маки во станов. Прво нарачав латексна боја, и прв слој е тонирана подлога. Откако ги искоригираат зидовите, започнаа со бојадисувањето. Но излезе дека како нанесуваа, така зидовите се лупеа и бојата се ронеше. Овој проблем се повторуваше од соба во соба. Затоа, откако завршија со првата рака, им кажав целосно наново да коригираат, да излупат се што паѓа самостојно и да нанесат стандардна подлога, па им донесов и друга боја. Ваквиот процес во станов се повтори 2-3 пати. За жал, заклучивме дека машински нанесениот малтер е проблемот, а тој не може да го поправаме. Мајсторите се изнаработија на навидум лесниот стан за обработка. Ги оставам да се мачат, додека да завршам со првата поголема нарачка за овој стан. Подот за дневната соба. Ретко ти доаѓам со вакво барање, поточно кога парите не би биле проблем. Што ќе ставиме на подот? Па нормално би препорачала дрвен под од Quick Step. И дрвен треба да биде, мислам таму имаат некој паркет во зградата, меѓутоа решаваме во дневната соба да биде онака екстра.
Екстра. Паркетов е изработен по сите светски нормативи и екосертификати од 3 слоја. Горниот слој е 3 мм. Средишниот дел, морам овде да ви покажам, е каучуково дрво, значи тоа се попречни ламели поради стабилизација, и третиот слој е или бор или брзорастечки норвешки даб, по зависност од артиклот. Ова ни е највисоката класа што можеме да ја категорија добиеме. што можете да ја добиете во типови на подови. Поставувам дека и кликот Да, кликот. си го работи. Тоа е и најбитното, кликот уствари. Можам да дојдете да ви покажам. Мултифит кликот, многу едноставен. Чи на бочниот клик имаме една канџа, кој што допринесува по 90 степени, под аголо 90 степени, 180 и 360 да го поставиме. Се поставува вака, значи не мора како овдека на бочниот клик да го кликаме, па цели даски, него директно можеме вака, прво долгиот клик и веднаш после од озгора. Тен изгледа добро. Значи може и на лепак, може и на подлога да се мести. А дали може да се преструвува? Може. Неговата горниот слој од 3 мм дозволува 3 пати во негова доживотна гаранција. Значи доживотен век да се струга. Значи Тоа е сосема доволно со оглед на истражливост. Секако. Да. Инаку самите подови имаат 4 групи: Кастело, Вила, Палацо, Империо, Варијано и Компакт. Добро, на едноставниот јазик, долги даски. Долги даски, што значи подолги имаме и даски светол. 2,20 м на 20 см, но исто така имаме и даски 1,80 на 14,5 см. Како цели. Како исцело монолитни талпи, даски, цели додека оние монолитни. 2,20 м се како рамнореден паркет. Одлично. Ово е доста потенок од класичниот паркет. И кошулката е направена веќе како за класичен паркет, значи кај плочките имам некоја разлика од некои 5-6 мм, не знам колку. Како би можеле да го решиме Значи тоа? имаме подлоги, исто дополнителни подлоги се поставуваат, дрвенаста структура, 6 мм е таа, и нормално што се оди подлогата, Подлогата, ова, да, 2 мм, таман 8 ќе мм, стигне. ова 14, веќе добивате на висина за класичен паркет. Каква звучна заштита ни даваат подлогите? Значи подлогите имаме транзитна и унисаунд, значи reflection sound натре, значи апсорбција на звукот натре во просторијата. Да. Добра, фина. За деца. За деца, да. Да. Било каков проблем на еден објект може да се реши со адекватни материјали. Разликата на висината на постојните веќе изведени кошулки ја решаваме на овој начин, со подлога од 6 мм плюс специјален филц, кои не само што ќе не подигнат до потребното ниво, туку и ќе ни дадат одлична звучна изолација во просторот. Паркетот што го избравме е бел, со микрофуги меѓу себе. Одбрав да се мести по должина на дневната и на ваков начин таа ќе изгледа уште поголема, што ми беше и главната идеја. Готовите паркети се извонредни според мене. Повеќе би гласала да се постави готов отколку обичен паркет. Прво, заради тоа што го скусува времетраењето на целиот процес. Доколку има квалитетен клик како овој на Quickstep, готовиот пот нема потреба да биде залепен. Се разбира од исклучителна важност и подлогата на која се поставува, поточно изведбата на кошулката, која доколку не е добра, тогаш треба да се нивелира со специјални маси, а во спротивно подот ќе вибрира. Ке потенцирам уште неколку детали околу готовиот паркет, но бидејќи ќе бидат подготвени подовите и зидовите, време е да размислувам на некои детали во собата која се уште не започнав да ја работам, собата на Ксенија. За неа сум во HS ексклузив. Ми требаат панелни лајсни за една детска соба и тоа за две намени. Едната е за да направам поделба на зидот, а втората сакам да ја употребам на еден сличен начин како на вашиот пулп фамозен со многу лајсни, ама сега да биде само како деталче, значи на произведен мебел да можеме да му ја налепиме лајсничката. Значи за поделбата на зидот може да се оди со некоја поедноставна лајсна. Имаме од 3 сантими до 20 во зависност од просторот и тоа што сакате да го постигнете. Така. Че може поедноставна, некоја подекорирана, да, поиспакната. Добро. Мислам дека за елементот нешто вакво би избрала. Да, таа е убава, мала, интересна. Вака, нели, тоа е тој мотив. Кој сега на панелната си мислат нешто така порамно. Може би Да, dimenzија 5-6 сантима. Па тие се околу 5-6 сантима. Овдека видов преска една лајсна. Тоа е всушност истата.
Таа е да истата 5,90, само е боена одгоре. Со боја поинаку изгледа веднаш. Да. Да, ова е моделот, само по малечка. Сега кажи ми, знам на зидот, нели, лепило си имаме стандардно. За мебелот со што да лепиме? Имаме од истата орак фирма лепило, исто е акрилен. За наобични површини, за надзид се користи овој плавиот, а за на мебел се користи екстра лепакот. Така. Подцврст. Аха, ова е ист како за надворешно. За надворешно потреба, супер. така. Да. Одлично. Значи тоа е тоа. Да. Но мора да се пребои целиот мебел од озгоре или може да си остане? Може да си остане. Нема проблем. Бидејќи е бел мебел, од бела може да остане лајсната и нема гајли. Нема гајли. Супер. А сега назад кон подот. Кај нас кошулката е одлична за разлика од зидовите. Квикстеповиот под е исто така екстремно лесен за монтажа за разлика од некои типови на готови паркети, на кои за 50 квадрати на мајсторите им требаат 2-3 дена. Тука се готови за неколку часа. Втората причина заради која би гласала за овој готов паркет е што е тој толку издржлив што многу тешко може да се изгребе. Ни штикла, ниту влечкање мебел наоколу не може да го изгребе овој паркет, а станов ќе биде вистински пример за тоа. Откако сме подготвени со подовите и плочките, можевме да ја подготвиме и Ивана од Арбор за да земе мерки за мебелот. А потоа и да разговараме со неа за евентуалните измени што ќе ги претрпи мојот основен дизајн, дали од функционална или естетска страна. Еве ти го празен. Празен стан. Пополниме. Кој треба да го пополниш. Значи голем е станот, во секој ќоше ќе се пикнете. Прво, главна констатација ми е дека е мала кујната во сооднос на големината на дневната соба. Значи, овдека ќе ми помогнеш, сега тука немам би апарати нели ставено, би сакала што е можно повеќе од елементите да бидат спакувани, да не се гледаат. Вградени, така. Вградна машина. Точно. Се што може да се вгради, да се вгради. Сега не сум ги уцртала се уште. Ќе го дефинираме, тоа мислам не е никаков проблем. Тоа ти е јасно. Шанкот го направив со стаклена ногара потпора. Хаптер, кој што не мора да биде таков. Може да го модифицираме. Добра. Во остатокот од дневната имаме една голема библиотека, бидејќи имам тука до таван, имаме еден убав простор баш од 30 на сантима и тоа може убаво да се искористи. И една голема ТВ комода. Има елементи за мијалници, бидејќи ни доаѓаат без мијалници, 4 спални соби, од кои што во родителската, за тука има вставено само една како плотна за шминкање, меѓутоа побара од мене да се направи нека композиција со фиокари. Може да биде елемент со фиокари. Главната работа ми е оваа детска соба, што јас ја направив со така рамни нели елементи, меѓутоа девојчето е така троа принцезесто. И она што ми го испрати, ја сакам вака, сакам онака, се беше нешто многу романтично. Но и решив да ви скомбинирам вас со HS ексклузив. Добро. Имено имам видено кај нив, веќе имаат направено, не само на фотографија, туку вистински имаат направено еден пулт цел во лајсни. Значи ние да си ги направиме коцки елементите. Добро. Меѓутоа на рабовите, нели, на кантовите, ќе го оплемениме да го оплемениме со ова. Мислам дека нема да е проблем. Сега тие имаат специјални лепила. Да. Баш поради лесничките, мислев двете женски соби да ги направиме во медијапан. Бела мат. Мат, така, нема тука потреба од сјај. Добро. Кај момчето, не знам дали. Па да, исто може и века. Бела мат во комбинација со ивејица, мислам дека може да развиеме малце да не биде све. Да не бидат исти. А дневната соба би требала да биде цела во сјаен медијапан, со тоа што јас иницијално ја имам направено цела бела, нели? Ама не мора да значи. Може да ја направиме комодата во друга боја. Так. Може кујната да биде во една боја, па контраст плотна, не би мешала горна зона, долна зона. Библиотеката може да ја комбинираме во тие две бои. Во две, да не е црна, ти многу е мрачна вака. Премногу е, мислам. Да, а особено за вака еден убав светол стан. Ке видам точно што ќе изберам. Добро. Како гарнитура за седење, лежалка и не знам што. И во сооднос после со тие нијанси можеме нешто да изработиме како дополнителна нијанса на кујната и на овие елементи. Во ред. Бев во Домус. Од таму набавив тапети бидејќи на неколку места сакав да ги ставам. Во спалната и во собата на принцезата Ксенија. Долна зона да правиме лепички.
Па имаме нели лајсно да ја земам таму ја видам донесо таа. Па лајсниче, а тој зид ништо. Тука постар треба да се појде некој принцези. А овој зид да видиме со тапетите или таква или да комбинација може да направиме. Темно сивата тука, светлата кремастата тука. Во Домус ке се вратам неколкукратно. Како чувте, бев и до ХС ексклузив каде набавив од нивните полиуретански лајсни со кои сакам да направам подолба на зидовите. Тие ќе бидат ставени сосема на крај, така што засега ставаме само тапети. За спалната соба тапетот е одличен и го познавам. Лесно се мести и со него немаме проблеми. Проблемот се јави во детската соба, каде тапетот е хартиен и тие обично многу потешко се работат. А за жал, најголемиот дел од детските тапети се токму хартиени. Кога се сушат, знаат да се отворат, да се подзгужваат, па така и нам ни се случи. Пошто решив се што е поставено да биде одлепено. Прегледуваа и сега ќе поставуваат нов тапет, кој беше во доменот на возрастните, но неговиот нежен дизајн ќе биде лесно вклоплив во една детска соба за принцези. Изборот на светилки за станот е прилично обемен, па затоа сум во Манекс. Сега треба да избереме светилки за едни клиенти што ни дојдоа во Скопје. Така? За да живеат таму во еден стан од 140 квадрати, од кои 4 спални соби со посебни типови на светилки, зашто се за различни нели содржини внатре. Голема дневна соба од 5 квадрати, кујна, 2 бањи, тоалет, ходници, тераси, значи мислам дека ќе треба низ целиот салон на сите 3 ката да прошетаме за да најдеме се што треба и да биде адекватно. Ама на пример чисто како насока, бидејќи ти ќе ми бидеш многу потребна, оваков тип на светилки многу ми се допаѓа. Значи треба да бидат со чисти, рамни, така форми, интересни. Така. Овие лустери тука што ги гледате моментално се од најновата програма на брендот Тегло. Тие се најнова технологија на LED лустери. Така. Добро, конкретно јас ова би го употребила над шанкот, нели, во таква некоја варијанта, оти мислам дека е убаво, дискретно, елегантно. Шанкот ќе биде медијапански со стакло и ова баш добро ќе се вклопи во сето тоа. Кажи ми колку е силна LED лентата? Јачината на помалиот лустер е негде околу 1400 лумени. Бидејќи LED светлото се мери во лумени, тоа му доаѓа негде околу 140-150 вати светло. А колку троши реално? Троши реално 3,9 вати светло. Вау! А поголемиот? Поголемиот е негде околу 2000 лумени, а дава светло негде околу 180-200 вати светло, а троши 6 кома. Нека ни прашам колку троши. Да, многу малку. Малку трошат се едно. Она што ме интересира е дека знам дека има топло, ладно, жолтеникаво, бело, на кај сино, зелено, вакво такво светло, дека сето тоа се мери па во келвини. Како ќе ги ускладиме сега сите бои од различни програми, например? Така, моментално овој лустер е топло бело светло, да. Меѓутоа, фабрички може да се нарача и да се купи со ладно бело светло. И, например, ако едно вакво искомбинирам со оние рефлекторки што долу веќе еднаш ми ги покажа, нели, за походниците, мислам дека може тука фино да се ускладат, затоа што халогенчињава така ја има таа жолтеникава светлина. Тој модел користи ампула халогена, максимум 40 вати. Меѓутоа ги имаме сите LED сјалички кои што може да бидат како замена за тоа тело. Да, кажа ти дека може да се замени. Добро, ќе имаме доста работа. Имаме, да. Ама ќе се решиме, мора. Кога стасаа светилките на терен, дури се збудив која за каде. Навистина имаме голем број на вградни, зидни, тавански светла, LED ленти на спуштените тавани што ги изведовме. Но почнуваме од едноставни и чисти позиции. Спалната добива тавански лустер од стакло, која баш ми изгледа спалнаџиска. Нежен е и бел, како што ќе биде и мебелот и дискретно кариран. Собата на Аријана ќе има низа вградни светилки над креветот и една таванска која бидејќи е бела со топчиња што ротираат нема да отскокнува. Централните светилки во дневната ќе бидат ултрамодерни и вистинскиот ефект ќе го имаат нормално кога ќе бидат запалени. Зидните се метални, бели LED светилки. Значи бели, да се придружат на белилото на подот. Се надевам ми го следите белиот концепт кој подоцна за нијанса ќе го раскршиме со мебелот, килимите и еден огромен цртеж на зидот. Кога Весна стаса и објаснив како ќе изгледа дневната, и се разбира и кажав дека го има целиот зид на располагање, што сака да му прави.
Бидејќи просторот е речиси еднобоен, токму овој зид може да му даде малку шаренило, кое подоцна може да го надополнуваме со детали, перници, цвеќе и вазни. Додека таа работи, ние можеме да ги разгледаме опциите за гарнитура, кревет, лежалка, за кои овој пат се одлучивме да работиме со пункт. Добро ни дојдовте. Благодарам, секој пат кај вас ми е удобно. Бидејќи ти кажа дека ти треба гарнитура со поголеми димензии. Да. Моделот КТ кој што е тука се работи во уште една варијанта, односно Елена со малку позакосен раконаслон, меѓутоа генерално димензиите се тие. Сега како варијанта се работи во повеќе димензии, не има некоја основа, ајде да кажеме 320 на 270 и понатака нели може 320 на 320 и со повеќе седишта, со 2, со 3, со 4 седења. Сега доста интересно за него е бидејќи има механизми, значи на самата гарнитура има механизми, односно тоа се германски механизми доста квалитетни, кои што може да се искористат за да се добие поголем простор, се добива 90 см внатре за лежење и може да се искористи за дневно лежење, за спиење, за преспивање. Вака како големина ми одговара, нели? Како модел го гледам малку помашкаст. Значи малку така и повисок грб има, а јас сакав да има онаков ептен ниски грб. Така. Добро, машка гарнитура со женско име, меѓутоа се ќе најдеме нешто поженствено нешто да биде. Че можеме да го понудаме мола. Така, супер. Така, ова е веќе проженствено. Тоа е тоа, да. Наслонот ми се допаѓа, ракофатот. Така сега ги има истите карактеристики, односно има механизми, меѓутоа тука е само за делот за главата. Мислам дека ова би одговарало. Да, ми ги задоволува вкусовите во моментот. Поженствено, така може да кажеме. Лежалка, не сум сигурна дали ова, иако е многу убава. Мрачен штепот. Рачно везен штеп има нели од кожа. Малку е потешко да се изработи, меѓутоа е доста како моделче, да. Убава е, може исто во кожа да биде, така? Кожа. И масичка. Дефинитивно. Така и масички да направиме. Убава како ќе ми направите еден сет. Носи. Креветот во спалната е нарачан според желбената боја, виолетов. Борко со супругата некако избра виолетовата да доминира во овој простор. Па затоа, бидејќи и онака пребојувавме, остатокот од просторот ќе биде во нежна кремаста нијанса. Сите кревети се избрани со каса, заради повеќе простор за складирање. Во контекст на боите што им се омилени и дизајните на собите, креветите кај нената Ксенија се бели, а креветот на Аријана е во силна розова боја. Мики кај нас беше на мерки за вградните плакари. Дали има потенцијални проблеми при нивната изведба треба да одлучиме заедно. На Маја и ги дефинирав позициите, а таа сакаше да ми покаже нешто ново. Значи ми спомна дека мебелот е во бела боја во спалната соба. Точно така, значи речиси целиот е бел. Нешто кај момчето имам, нешто малку подмешанко, меѓутоа е бел. Согласно тоа сакам да ти покажам еден новитет што го имаме баш во бела боја. Да. Тоа се овие широки рамки, баш бела рамка, интересна за спална соба. Спалнаџиска. Да. Јас ова го имам видено на сајмот. Беше изложена само во Орев, чисто да видиме да испитаме нели каков ќе биде одзивот кај потрошувачите. Очигледно добар е. Да, добар е. Сум имате веќе 3 нови нијанси. Се бара нови бои. Гледам дека може да биде цела врата и може да биде со поделби, веќе како со стакленце, сите можни комбинации, нели? И за разлика од другиот окоп ми се допаѓа што изгледа како плакарска врата, значи нема метални делови и така натака, што во некои одредени интериери баш и не треба. Така. Да нема метал. Значи она што е различна од стандардниот оков, кој што самиот оков нели изигува рачка на овдека имаме нели рачки на самата рамка. Тешка е рамката за отварање? Не е тешка, нема кај да фатиш. Вистина, можеш да затвориш, не можеш да отвориш во случај. Она што е интересно со овој тип на профил, нудиме внатрешност во иста боја, значи во стандардната цена, во бојата на рамката. Тоа е убаво. Мислам дека тоа особено им се допаѓа на клиентите. Сигурно. Па и малку побогато им делува корпусот. Да, им делува малку пошаренко. И моментот нели на споро закачување, момент со меко затварање. Убаво. И да инаку со стандардниот оков што го имате, мислам шините горна и долна, тркалцата тие се истите, така? Механизмите внатре се исти, она што го нудиме 12 години, проверен квалитет и докажам. Така, 50 години гаранција на оков. Да. Невозможно. Како цифра. Да, бесмртна. Бесмртно. Да. Добре. Во овој момент сме на половина пат до крајот. Голем дел од мебелот е пристигнат и сега е време да се распореди и намести. Веќе се чувствува просторот, каков е, колкав е, но се до самиот крај, до изработката на сите детали и украси ќе делува хаотично.
Имаме гарнитура, кревети, мебел за кујна и комоди, парчиња од плакарите, светилки речиси на сите позиции. Време е да се наместиме. Прво со плакарите. Си почнуваат со најлесните позиции, а тоа се плакарот на Ксенија кој е направен во нишата што беше идеална за него. Една од вратите е во огледало, многу важно за една мала принцеза, а важно и за да даде просторност на собата. Содржи делови за бесење, диплење и фиокарчиња, сите битни за Ксенија кога ќе биде и поголема. Плакарот на Аријана е дефинитивно најголемиот, составен од два засебни плакари, од кои едниот ќе биде со две огледални врати. Собата е потесна и долга, има светло од една балконска врата и овие огледала ќе ја рефлектираат светлината и дополнително ќе ја осветлат собата. Во дневната започнува монтажата на кујната. Наместо бела, како што ја замислував на почетокот, решив да внесам малку боја. Слична на онаа од лежалката која ни стаса од пункт. Целата техника на кујната е вградна, што искрено го предпочитам, особено кога се работи за кујна што е составен дел од дневната. Сите елементи се скриени, не се гледа фрижидер, машина, освен она што е невозможно да се скрие како фурна, плотна и мијалник. Шанкот ќе биде интересен, зашто неговото чело ќе биде од дебело стакло, па ќе е и практичен и естетски многу лесен. По една дупка сместуваме библиотека, разиграна во две нијанси. На цртежот ми беше темна, а со овие нијанси повторно е разиграна со бои, но многу посветла и ускладена со околината. Има доста мебел кој треба да се испланира во станот, како комоди, фиокари и работни маси во сите соби. Така што во меѓувреме можеме да завршиме уште една поголема работа. Гледам дека скоро си при крај, што ме радува. Полека. Нови врати има ставена во овој тука дел и објасни ми, ова е CPL или фурнир? Не, тоа е фурнир, значи ова не е модел стил дизајн со контрафурниране. Како можеш да видиш има две вертикални и во средината се хоризонтални со некои шарки изведени како апликација. Многу квалитетна врата. Многу интересно. Убаво изгледат и сте ја смислиле, а кажи ми дали по желба, не знам, може да бидат и диагонални, да ги поставувате, секако може. Така? Значи до средина може да бидат диагонални, па да продолжи после вертикално, може да ги тонираме едната страна да биде еден тон, другата страна да биде малку потемна и така. А ова е? Тоа не е тоа исто фурнирана врата, да. Ебанос фурнир. Да. Природен фурнир Ебанос. Многу квалитетна врата исто. Да, така баш моќно. Сега, ова ми се допаѓа како модел, ама замисли треба да биде бела. Може да биде шива од друга страна. Интересно. Да. Шибер варијанта, ама крилото е, мислам, тоа што го бараш ти. Тоа е тоа. Ова е добра. И сега и оваа боја, предпоставувам дека може во било која нијанса порал карта да се избере. Точно. И очигледно дека вака како што гледам, нели, вадите и нови модели. Идеи очигледно може да се развиваат многу. Има во принцип ние не сме ограничени нели со производството, значи може нешто и по желба на клиентот да сработиме, нешто да смислиме, нешто да измислиме и така. И да измислиме, тогаш можеме една заедно, ајде дома врата. Да, пој да ти кажам, очекувам нешто такво. Очекуваш? Ич да не ти кажувам. Да. Добро, тогаш може да седнеме заедно и да направиме некоја заедничка врата. Може. Може, ми се допаѓа идејата. Супер. Во дневната продолжуваат со монтажите. ТВ комодата е огромна. Ја замислив со мал број на долги двојни во внатрешноста фиоки, кои за жал поради големината не може да се отвораат на допир како што првично мислев. Но ќе ставиме рачки, исто како и во кујната. Вратите пристигнаа. Имаат дискретни хоризонтални нутови, поточно дупки во самиот медијапан, кои изгледаат исклучително елегантно. Монтажата опфаќа неколку фази, и тоа поставка на вратата, па потоа на первазите, поставка на кваките и на крај китирање до зидните површини, за да се изгледа безпрекорно. Кога поголемиот број елементи во станот, а особено вратите и плакарите се завршени, наред се подните лајсни, кои за вака убав стан со бел под и бели врати се разбира ќе бидат бели. Белите лајсни, без разлика дали се медијапански или полиуретански, се прекрасен завршен детал на зидот и подот. За разлика од дрвените даваат нагласен завршеток и спој на двете површини, а бидејќи ги комбинираме со бели врати и мебел, влегуваат целосно во рамките на целокупниот дизајн на просторот. Како завршен детал на кујната се шанкот кој е во медијапан и стакло и бела стаклена позадина за кујната, каде ја поставувам наместо плочки. Завршните детали на кујната се лајсни, корекција на вратички и рачки.
Арборци ни изработија и елементи за мијалниците во бањите, чии димензии се померка на просторот. Во спалната и во дневната ќе поставиме и еркондишни. Одлучивме дека на децата не им требаат, поточно не ги ни користат. Зградата имаше подготвено позиции за надворешните единици, но онаа од спалната ни беше недостапна. Веројатно мислеле со кран дека треба да се закачуваат, но ние најдовме многу подобро и адекватно место за клима уредот. Над балконската врата. Полека работите се распоредуваат, па останаа уште неколку нарачки. Едната од нив ни пристигнува од Югоекспорт. Кај нив избравме перфектна маса и столици, дополнителни странични масички и клуб маса. Но кај нив ќе изберам и нешто што ќе ми треба, за самиот крај. Избравме маса, столици, гарнитури, се живо и диво. Се избра? Го спакувавме станот, меѓутоа последните денови ми остануваат секој пат за детали, чистење. Интересните моменти, интересните. Ситни интересни. И сега во станот конкретно нели не е проблем, туку треба да се оплеменат зидовите, бидејќи имаме големи зидни површини, огромен простор во дневната соба, едниот е со голем цртеж. Меѓутоа имам уште еден зид кој што треба да го пополнам со нешто вакво. Така, ова е такво едно интересно огледало, штосен детал кој што може да се појави во простор, таков ударен кој што ќе биде како приказ, па и диктатор како детал. Да, како детал ќе биде извонредно. Ова малце голем кој ми изгледа. Па е поголема, точно, да, е поголема. 1,40 со 1,17 Е сега, ради големината е малку специфично да се вметне во просторот, али има различни облици, коцкасто некој, кругло може, да. Било каква форма таму ќе профункционира. Постати округли варијанти, значи поголемо фи, помало фи. Чиво производство се? Ова е, значи, Миото, словенски производител, кој што работи еден целосно уредување, значи внатрешно уредување, во кој што се вклучени, значи, ваквите детали, од типот на огледала, керамики, лампи. Така, значи вазните се исто нивни? Вазните се исто така нивни, да. На истиот производител, значи постат различни бои, различни големини облици. Да, видов на влезот имате така, да. Вазни и такви ќе ни треба. Може, значи керамички, а може, значи сега нова варијанта и метални да бидат. Интересно, и ова е многу убаво. Ова е, да, еден од подновите детали. Ова е украс. Украс не се отвора. Нема, тоа е целиот огледален. Тогаш остануваме да избереме едно убаво огледало заедно и вазни. Го бираме и декорираме, ќе направиме. Да, има и онакви големи, така? И има, како не, точно има. Ќе најдеме се. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате, во Скопје и Битола.
И тука ќе застанеме, барем за оваа емисија, а финалето ќе го гледате следната седмица. Работа имаше доста, станот го примивме гол, малку го преуредивме, го осмисливме и така го редевме, полека, но сигурно. Внимателно одбрани материјали за бараниот дизајн, внимателно одбрани парчиња мебел, детали, кои ќе направат завршниот дизајн на станот да биде за пример. И онаков каков го посакуваа, отворен, светол и во спалните разигран според желбите на секој од семејството посебно. Бидејќи среќата на клиентите е мојата цел при проектирањето и оформувањето на еден простор. Се гледаме следната недела, во исто време, на исто место, 15:35, Телма телевизија. Голем стан во кој имаме можност да направиме убави нешта со убави материјали и прекрасен мебел. Кога луѓето се прекрасни, соработката со нив е лесна, а мислата тече напречено. Тоа што го започнавме минатата седмица, завршува оваа, во недела 15:35 на Телма телевизија.